Еве се повторно на Шанк Македонија. Оваа сабота, или кога не гледате во репризно издание, ви ја нудиме најексклузивната, најадреналин полната емисија и за мене најстрашната и највозбудлива. Не, се шегувам. Имаме многу ексклузивен гости, повеќе се, не е само еден. Ќе видите што станува збор. Време е да направите кафенце, ќе ви треба, верувајте дека ќе ви треба, за да останете будни, поради тоа што гостите што ги имаме во студио се опасни. Во вистинска смисла на зборот опасни. Океј, кафето кое го нудиме е конечно вистинско турско кафе, кафе во кое можете да го сидите вкусот на неколку видови на зрнца кафе измешани во едно луксузно пакување кое ќе си го набавите веднаш. По нашата емисија и по кафето следува изборот на вашиот нов автомобил. Конечно ќе имате време да се опуштите и да се посветите на тоа да си го најдете вашиот нов модел на автомобил. Јас топло го препорачувам Hyundai i30. Според мене е најмодерниот, најкомфорниот, најекономичниот автомобил, а и плюс го носи моето име. А вашите податоци можете да ги оставите во еден од продажните салони на моите пријатели. Тие ќе ви сконтактираат, ќе ви закажат пробно тест возење, ќе си ги видите автомобилите, ќе се почастите на новиот автомобил и ќе уживате. Македонија, дали сте спремни за на Шанк? Јас сум спремна, се надевам и вие. Ова ќе биде најуникатната емисија до сега која сте ја виделе и одамна вакво нешто не е направено. Ова е мој сон цел живот, очто сум љубител на животните и посебно заради тоа што Војо чувствувам како дека го знам од секогаш. Добре ни дојде Војо Иванов. One and only. Слушај, јас сум од другава страна на Шанкот. Ја треба да ти кажам тоа. Добре ми дојде. Ти излезам со коктелче. Да, драго ми е. По реално со змија да ми излезеш него со коктелче. Што сакате да пиете? Сега се враќам од детски роден ден и родителиве се нели веројатно маја е тука некаде се 30 и нешто и се тргнувам на децата да им раскажам за цртани филмови и за нешто од детството, за да малце направам едно враќање во минатото за да ги донесам во сегашноста и да направам некаква спојка за тоа како ја почнав и како мојата љубов кон животните, да речеме, почнав да ја пласирам кон, најде да речем, јавноста. И тогаш мајки ме почнаа да калкулираат со години. Колку години имаш? Викам, мајки, надвор. Ама не. Немој више. Јас, ама не сериозно. Колку време си пред камерата? На сцената. На сцената. Од јас те Со новиот албум. Уште порасна со тебе, значи првите животни што ги видов од екзотичен тип беа со тебе. Да. Онака изрелаксиране, ова е крокодил. Може да ти скине раката, ама многу е иначе мила животна. Мене да ти кажам искрено ми е баш кеф кога луѓе ќе пристапат со идејата дека ете како ти што рече донеси се што имаш или донеси или значи пак сум оставил некаква доверба на луѓето дека тоа што го правам веќе наназад години дека го правам со една единствена цел, а тоа е да ги доближам животните до публиката. Некако тоа си го сватив како мисија на мојот живот и различни медиуми наоѓам, форми како тоа да го привлечам од гледачите, нели? А и од друга страна да си го најдам лебот во таа една средина. Точно. И некако се протнував низ годините, ама вистина е дека да, веќе бајаги години и кеф ми е што така го памтиш сето тоа и да, дури и кеф ми е кога луѓето ме поврзуваат баш со, значи имав пред некој скоро време некој тренинг за тотално друга област, нели, за преживување се работи. Па и ствари па кај тебе дома верувам дека се преживува. И од публикава се викам прашање некој дали се работи не знам за економија. И он вика, да прашам игуани. Ти се минува така мо. Така да, случај, нема бегање. Тоа ми е мене печатот, луѓето по тоа ме знаат, кејф ми е заради тоа и драго ми е што имам прилика да и понатаму тоа го правам, бидејќи, пак како што реков, сватив дека треба да презентирам дел од несватениве, од животните кои што секогаш се поинаку толкувани во публиката, во секоја држава таков човек, таква будала постои. Мора да има и тука. Мора некој тука да биде. Вуала. Ти си амбасадор за одбрана на животните, ќе се себе прокламираш или човек едноставно ги сака животните или ствари глупо прашање две Не, супер ти е прашањето, многу често знам на пример, не знам, седнувам во ресторан и као што ќе нарачате, пица, со салама, демек, као
Ти не си вегетаријанец? А не си така? Не сум, не. Значи, знаеш како, тие се некои веројатно фенси како се викаат, навики. Ми да те гушна, цялото да вака да те гушна. Мислам, види, не ме сваќате погрешно, Точно. јас немам ништо против вегетаријанци. Да, ама тие заби во мојот мозок се за, нели, За јадење за свашто да. јади, за омнивори, не се за мандарини. Значи, супер е дека од етички причини си решил да не јадеш Так. животни, односно месо. Го почитувам сето тоа, секогаш ги поддржувам во првите акции на вегетаријанство, на не знам што и да е заштита на животните. Слично сум се уклучувал, но мојата теорија или пристап кон кон животниве е повеќе наука, во смисла да докажам дека да, тие се опасни во одредени случаеви. Да правиме муавет или е нестрпливо гостинчето да излезе? Абе, знаеш како, можам да... Колку можеш да го ти држиш? покажам шо... Сакам да видам шо можеш. Чекај. Не, шала на страна. Значи чекаме да Дел видиме од што имам. животните кои што секогаш ги носам, чекај, ќе почнам прво со поблагата форма. Тоа е геко. Лиле. Еден од најчестите мои гости, поготово за ваков тип. Само кажи ми, јас ова може да го погалам, не смеам да го погалам, се јас прашувам. Па сега дај му 2-3 прашање, секунди да види Да да се свати навикне на каде, мене. но сега беше на Добро. роден ден, тезга имаше. Да, Те згаджи, а? малце е збунет па те згаджи. Да ти Геко се кажам. вика? Во држава Арно и тоа. Да, геко е? Да, геко е уствари едно животинче кое доаѓа од Северна Африка, од пустинските делови. Животно кое е многу често како домашен миленик. Многу едноставно и многу толерантно животно. Како мислиш толерантно? Па толерантно во смисла и да го забореш денеска не е некое големо зло и да му ставиш вода еднаш во неделата нема да ти замери, пошто е Ќе нели од преживее? пустина, ќе преживее, да. Она ти декнува влашки миленик, така Да го отприлика тргнам рачето супер мој или опција може за- да остане? Не, супер, зашо? Да, Може не, и мене тебе не ми е вака. општа страв, ама не сакам да го исплашам геко. Да ми река. Вака. Супер. Здраво. А со што се храни? Бубачки инсекти тоа му е главна храна и Како наоѓаш бубачки инсекти? Тоа Па сега ја ми ги е главно одгледувам, прашање. да, цел живот. Значи мораш да чуваш црви, штурци, ливарки За да може да ги изеда. Можеш да прехраниш, Многу е да. ладен. Да. Очекував рептил е, дека очекував дека се ладни, ама Да. Ове. Епа знаеш како поикилотерми животни подразбира животни кои не можат да си регулираат температурата, значи немаат орган кој што како кај нас прави температура, така они се или ладнокрвни да речеме. кој доаѓа кај тебе на гости? Доаѓа ли никој уште кај тебе на гости? Добро прашање. Дали Оддавна никој не ми уште текнало. доаѓа кај тебе никој? Многу убава работа. Мајка ми сакаше да земе крокодил, као Кирко ќе заштедиме, никој нема да Не, не го. најако ми е на Коледа, онака, кој ќе ми задзвонат и кој Никој ќе треба не да отворам врата, ја отварам и децава Коле. Кој Као кај обој залутавме. ти отвораш врата, кој отвора врата? Им даваш геко, онака. Многу е малечко, расте поголем или Не, голкав тоа му е геко? максималната димензија и практично и тоа го прави да биде таков чест домашен миленик, пошто е малечок, не бара голем терариум, не бара И некој колку е посебен нежен на движење. Да. Ова е нешто неверојатно. Добро, родителите те може да те викнат на роден ден, на детски роден ден, Да. за да се разубе родинденот, но у принцип ние знаеме тие се секогаш заштитнички настроени спрема децата. Си се снашол ли во ситуација да се расправаат со тебе, да прашуваат, да досаѓаат што ќе донесеш, па да ти забрануваат, не носи тоа, не носи она. Да, ми се случило, ама на таквите родендени не одам. Знаеш како, имам за среќа да си одберам, во смисла родители со кои што ќе соработувам, на пар пати ми се случило донесете, не знам, гуштери, ама не носете змии. Викам, господјо, концептот е дека тој. треба да им презентирам рептили, така, значи јас треба да им покажам ова е гуштер, ова е змија, ова е желка, така, да направат децава разлика, пошто таа забава треба да е едукативна со некаква цел, нели, да утре кога ќе дојдат во 6-во, 7-во деление, да знаат што се рептили, да им текне на мене. Така. Ама не сум имал многу. Мислам тоа е Инцидент не имало до сега, веројатно, така? Не еден, у смисла со мајка, а иначе не, со деца Ама не, ама никогаш. не за да знам да те остам на тираше емисија, ама до сега инциденти немала. Идеме со реклами. Не, се зезам. Никогаш не сум имал заради тоа што претпоставувам дека и веќе долги години работам со ова, а и некако стекнав искуство или да предвидам одредени ситуации. Многу често знаат луѓе да ми речат, чекај брате, кога не се сликав. Значи Ама ти секогаш знаеш има веќе нешто во животното мојата кога- така. глава кога знам да речам стоп. Дали знае Не. да покаже љубов од и јас сум навикната јас со кучиња. Значи јас сум Ми цел живот цел- со кучиња. Цело време натаму ми ја носиш работата, те осеќам. Да, значи дали знае да Купи си куче, земи си луѓе, дружи си, искачај почесто, седи си на шанс. знае ли барем да ме препознае кога Не. ќе бидам дома?
Си зазнала од теска, да те сака веково. Не може. Кој ќе дојдам дома да ми се израдува. Шубен питонов со опашкава и мапта, крокодилов. Крокодилот отварање Чоп, чоп. шантовите. Ивана, Добро. Ивана на шанк, лакоста. Сакаш да почнеме темата со кампот, дека минеме тоа најинтересна тема и најактуелен беше цело лето. Затоа што се првиот македонец, мислам, јас немам слушнато за друг, да се вклучи да, изгледа, да. во таква акција. Патуваше, значи само да им објасниме на гледачите. Земјата на патување, дестинацијата ти беше Јужна Африка. Таму беше сместен во буквално дивина, значи немаше, како да кажам, тоа е направено камп за да се помага на животните, не е цивилизиран дел од Јужна Африка. На отворено. Со животни што не се чувани во домашни услови. Во кафези, во фенси живеалишта. Беше мисијата беше да се помогне на животните таму и плюс како се најде воја баш таму да бидете поканија или? Да. Знаеш како веќе долги години работам и со одредени организации, поготово низ Европа, една од организациите со кои што често посетувам и одам, всушност ако на запад те прашаат као што работиш, да, малце е тешко да објаснам точно што работам, ама zookeeper е наједноставната опција, во смисла човек што се грижи секогаш за екзотични животни. Значи ти си стаф, ти си човек што работиш од чисти измет у буквална смисла на зборот. Ама секогаш во нивната глава тоа подразбира едно добро познавање на биологијата на животното, бидејќи ти си тој што треба да ја направи магијата на таа зебра да ја кажеш дека е у савана, на таа поларна мечка дека треба да ја направиш јужен или северен, на не знам фокава да ја направиш дека е у вода. Така да ја направиш да се осеќа како по дома. Значи ти секогаш треба да во некоја позадина во главата да имаш како тоа изгледа таму во природа и ти да направиш една реплика. Значи во принцип е многу почитувана работа, но никогаш и никаде во светот не е добро платена. Никаде не е платена добро? Па никаде, да. Јас мислам само кај нас не се платена. Почитувана да, пошто као кул си, знаеш, ама никогаш не си добро платен. Прво морам да кажам, многу ми се добајаш се вака искрен. Значи јас сум те следела на интервју, ама многу ми се добајаш што си јавила искрен. Таму помагавте на загрузени животни само во опасност или на сите? Да, знаеш како идејата моја или целта зошто отидов, знаеш како се вратив сега тука и уште на аеродром полицајци ме зезаат. За носорози се врати, ги спасив, они на мене чекаат од Македонија, ме разбираш? Ја отидов и ги спасив сите носорози. Не, шала на страна, не може со еден човек да се направи свадбава, значи у принцип е малце сериозна работата тамо. Мојата цел или идеја зошто се вклучив во проектов беше да ја осетам и другата страна на другиот крај на приказната. Или секогаш во зоолошка се трудиме да направиме нешто, ова е тоа нешто. Или се будиш и стануваш и легнуваш со тие звуци, со таа природа, немаш вифи кај што ќе ти текне, тоа ќе го добиеш после неколку дена се радуваш као не знам. Телор ме аплодираше слики, јас ги чекам. Да видам кој ново животно ќе излезе. Да, онаков цело и интернет добивме, разбираш. Мамо. Добар сум, жив сум, не ми вида. Мајка ми, шо ме снајде? Да, кај отидеш? Не ли можеш да се дрогираш кој сите деца, ме мораш да ги дудиш? Иди, шо ме снајде, шо ќе кажам на колешки, ме викам, шо кажеш, не кажувај. Не те фаќа страв, најсериозно, не те фаќа страв. Имаше ситуации кај што можам да речем дека така и јас не ги очекував или не ги предвидував, ама знаеш како, тоа ми беше детски сон. Ја отидов во нешто што подразбираше една друга состојба на умот и на телото. Значи, од таква возбуда, од таков адреналин, претпоставувам дека ти не си рационален во постапките. Значи, јас влегов во приказната и кога стигнав во кампов, жена ме вика, оваа која што го владее, нели кампов, вели потпиши као ова договоров. И викам, како договоров? Тоа вика дека не сме одговорни за телово. И ја викам, окей. Ами вика и сведок треба да има. Замоли некој од волонтериве што се дојдени да ти биде сведок тебе, а ти биди му него као. И знаеш, тогаш прв пат се вака се зезаме на шанк, нели? Си имаме вакво интересно ние, ама кога си во таква состојба, тоа е една тотално друга димензија, искрено не ја очекував, кога сваќаш дека уствари си играш со животот. Да. Например, не знам, имав бидејќи една од работите или задачите беше да наблюдуваш, пошто ние ги чувавме носорозиве, нели, од ловократци, имавме стражарници кои што се под земја. Например, на вратата скоро на секој имаше онака перфорирани беа вративе од куршуми.
и сваќаш дека тука нешто се десило и не било многу романтично. И, знаеш, оставен си кај што, да речеме, не знам, имам Моторола за контакт со базата, ама и тоа е тоа. Тоа е тоа, и од време на време губиш сигнал, значи. Ако нема некој да дојде ти помогне, колку беше тоа знаеш далечен. како, значи најблиската куќа беше на 7 километри. 7 километри по савана не значи дека тоа е офроуд возење. Значи тука не можеш да возиш многу брзо, пошто сепак имаш и животни, препреки природни и се. Пешки ако тргнеш и тука не сваќаш стигаш. дека дури да јавиш, ало гепард ми влезе у бункер, значи. Кажи ми што животни имаше можност да видиш? Гепард, леопард, тоа претпоставам, се слонови. Најинтересно е што ти викам, јас се радував на целата приказна. Знаеш, легнуваш и стануваш со такво, као дете што се радуваш. Спиеш у шатор, значи буквално се што се случува околу тебе го осеќаш. Да, ние сме колени со струја, значи замисли го како куќа со двор, така бавче имаш и се оградава. Оградава е струја, ама тоа е една жичка, така. Но ќе стануваш за тоалет, излагаш савана. Штурци у позадина, ме разбира, значи језивко е малце, пошто сваќаш дека на 300 километри има прв објект као полиција, болница или што да е. Знаеш дека има отровни од типот црни мамби, дека има кобри во околина, дека има питони. Човек да се наспие како бебе. Но пострашното од све што, например, ние имавме буквално во нашиот камп 7 слона кои што од Кругер парк беа извадени како проблематични животни и многу често имавме проблеми со нив. Значи, поготово ноќе кога ние мируваме, они привлечени од мирисите, од звуците, веројатно од сето тоа што ние го правиме тамо среде савана, привлечени, доаѓа и, например, не знам, си спиеш и одеднаш се корне дрво на 5 метри од тебе и онака го осеќаш, пошто земјава се тресе, крк, и паѓа дрво и онака сите срипуваме. Имам едно видео на телефон, кај што ништо не се гледа. Значи, ја буквално снимам вака. Се треса. И жена која што станува од соседниот шатор, и се собираме и ја вика, oh my god, they're crunching the trees. Си ги крцкаат, вика, дрвца, да. Играш. И ја онако викам, боже, кај се наоѓаш. Пошто знаеш, во сон ти е како полувистина. Кој имаме друг гостин? Ајде. Кај ми е текилата без таа која ми треба? Лил. Кој идиот сум ли? Која отровна се, која не? Не се ни едната ни другата, да, ја доаѓам од детски роден ден, така да. Дали смеат да се допираат, јас да можам да ги допрам или не смеам? По принцип смееш, ама дај 2-3 секунди вака за да се опуштат, за да се аклиматизираат. Се работи за пченкарни змии, исто едни од почестите, да речеме, ајде животинчиња што се чуваат по дома. Они тропка волку многу во торба? Не. Едно друго животно. Ова е природната верзија, значи таква има во природа, ваква нема, ова е албино, да. И истиот вид, само ова е бела, нели, нема боја на кожата. Ова се сепак бебиња, инаку растат до метар и нешто. Сега тоа звучи вака страшно, ама не е до толку многу. Пак ќе препрашам, зошто ме велиш како ние природна верзија ги прават, Не. ги прават. Просто ако се роди бело, ќе биде лесен таргет и одма бива изедено. Значи таквите грешки во природата секогаш ги елиминира самата. Со тоа не бев запознаена. За жал во природа нели не можат, ама ете ние како колекционери сме секогаш фанатици на нешто што е поретко, почудно, понеобично, а у исто време интересни се за публиката пошто има да видат бела змија, нели? Да. Беше штосно. А како ти дојде до низа? Ова се родени во заробеништво, така да ова се веќе од кај колеги, што одгледуваат. Да, што одгледуваат. Најчесто се тоа чешка, не знам, околниве, да речеме, европски земји, не овие. Сам дека и се допаѓа шанкот. Како се викаат, имаат имиња? Не. Како есма, многу деца имам, не знам. Многу деца имам. Мило, не можам ја. Ете, пченкарна змија. Си фатила до сега змија? До сега змија, да. Да? Да, сама себе се галам. Не, немам страф од вакви работи. Нема, не е отровни, не сум. И да се отровни, немам страф од вакви работи. Секогаш ми била желба да чувам змија дома, а мајка ми не се согласуваше со мојата желба. Чекай. Од причина што... Не така. Од... Вака да држам? Да. Од причина што на неа не е било нормално да некој у кујна додека доручкуваме јаде глувци позади нас. Аха, добро, да. Бидејќи претпоставам со глувчиња се храна, така? Да. Да, сега не знам. Абе, знаеш како, пак ќе се вратиме на оној првиот момент дека нели продаваме некоја лажна етика у последно време. Многу често децата знаат да прашаат искрени прашања од типот као што еде питонов, нели? И како го јаде, и се јас не можеш, поготово со деца не можеш никогаш да импровизираш или лажеш, значи мора да си искрен. И да, првиот одговор да јаде зајче. И као зајче и баби во позадина.
Да ме гледа зајче јаде, ме разбираш. Она со кожа облечена од глава до петици од телено што Леле, го ова јаде одраве. зајче. Ова леле зајче јаде. Викам, баба, у Макдоналдс што јадете? Говедо измелено во топче. Рапава е долу, ја фатив рапа овде, мазна ми, дојде подолу, фатив рапа. Па мора заради тоа што така со констрикт, нели, со притискање на мускулите, така се движи, си помага. Тоа се како крилушки на риба, кој што ако тргнеш контра, нели, малце ќе те потфати. Али не, тоа е нешто што страшно, нормално. Да, каков мускул има. Кажи му, меѓу себе не се напаѓа, се фати никако воја долу да ми помогнеш се стегна. Некои од нив да може да бидат канибали. Таква е на пример King Snake. King Snake е баш таа која јаде други змии. Дома живеат, они ги чуваш на едно место или разделени се? Разделени во своји терариуми. Некогаш користам и оние пластики, ќе видиш и... Добро, дечињава како реагираат? Знаеш како децава се многу искрени, пак ќе ти речам. Ако ти им ја презентираш приказната, еве како сега ја што тргнав, слушај, не ги бацувај, не ги гали, тоа е сепак диво животно, ние ги почитуваме, јадат вака, јадат тоа, така? Децава секогаш тоа го сваќаат многу озбилно, бидејќи ти си тука авторитет. И тоа не те слушаат. Ги бркам родителиве, не се они тука и многу Ти си едноставно. сам со децата? Да, они се некаде од страна. Се крстат, колнат. Што ни текна војо да го Мајка ми викне. ќе види Јас забавала. сега мене супер ми оди. Јас сум многу супер благодарна на сама себе што те натерав да ни дојдеш гостин и што на толку патувања, шетања по светот и наваму и натаму што те добив во Македонија. Ми кажа дека си супрски. Треба да се цениш работата што ја работиш. Кој те прв открива, кој те најде тебе дете да те стави на телевизија? Авалон. Не, се Мики зезам. Црно как да ни беше? Комшија ми е, комшо здрав. Не, се зезам, уште како дете почнав да волонтирам во зоолошка градина и мислам дека така почна се. Чував камила и чував крокодили и змии, а бев дете на веројатно свој 3-14 години тогаш. И сосема случајно некои од посетителиве почнаа да ме препознаваат и да веројатно почитуваат работата и тргна моабетов као абе детево. Као нема тука нема услови за работа. Јас се сеќавам, имавме проблем во стариот Зверовник, немавме вода. Како Зверовник? Зверовник, кај што се беа мачките порано, тигри, Добро, лавови. добро. Тука беа и крокодили и змии. Јас се сеќавам дека со кофи носев цела зима вода, бидејќи чешмите не ни работеа. И некако од зоолошка градина никогаш не се замара. Тоа има нели проформа работа. Тоа се вработени од по 3-4 години. Како да е јавна администрација сматра. Да, знаеш како, тоа се наследува понатаму. Тоа више по навика го прават и не можеш да им замериш. Тоа се луѓе тамо Така веќе навикнати. децении така во таков систем. И така мислам дека почна посетителиве да ме зборат, да ме Да те фала, да те кажуваат. И почнаа новинари. Мислам дека некои од весниците тогаш као Војо детето нешто Карпошот, могли детето нешто такво. Тогаш прв пат мојве почнаа као уште ово ни фале, што ќе кажам на работа сега дома камили. Што имаме дела? Ја бегам од школа, идам вамо во зоолошка, четкам камили, смрдам као на овца, као идам у школа. Дома претпоставам твоите немаат проблем со чување на животни, така? Идем в гостин избег. Ми извади од памет. Shit happens. Не, го отворив, пошто мислам дека ќе ми побараш ново животно. Ајде, има го. И така само дискретно дзирнав и викам, опс. Тате, каде бе? Ова веќе ми Ова е е крокодилска познато. желка. Ова Не знам колку ти е. Тој не ми е познато. Се препознав. Ја мислам дека, да, извини, се препознав, мислам дека си обична жилка. Да, и она нинџа желка на тато. Лина, Не, како? она е крокодилска желка, доаѓа од Северна Америка и една од поџиновските, поголемите која расте. Ова е сепак бебе. Може да Има ја земам? оклоп. Па, да, можеш. Ајде на воја убават. Да. Има кожа, нели, односно оклоп како кожа на крокодил, сакав да кажам, и приметувате веројатно има огромна голема опашка која нели наликувала на крокодил. Практично и она сакала да имитира, има најуникатна техника на ловење, а тоа е најмрзаливата техника од сите. Само лежи. Само лежи, ја отвара устата и има јазиче као црвче, тенко. И само мрда со јазикот и на тој начин ги мами, нели? И чоп, Ги паѓа. си ги јаде, да. На тој начин доаѓа Колку е стара, значи ако е бебе? Ова е бебе, баш има година, скоро година дена, живеат многу долго и растат многу големи, метар и нешто. Планираш дома да ја чуваш така? Па не сум сигурен се уште, ама Дали има место ми беше прашањето? Тешко беше, да. Тешко веќе е место за колку живот имаш сина се? Дали смеам да прашам? Комплицирано тоа, да, комплицирано прашање.
Никогаш не сум ги броил, ама да, мене ми е манија, значи не е ни ова хоби кое што е стандардно, него баш во моево преиде малце граници на... Од другите жилки примитувам дека оклопот е многу по... Во принцип, она има најак стисок од сите жилки, значи она буквално кине месо и коски крши со... добре. Со вилицата, да. Уживај. Со Мелита имавме на времето еден ваков инцидент, ја и кажувам нешто за жилки. Викам, кине прсти, ова не ти ме слушај, бе. И на среда вака, супер, викам, шо бе, супер, Мелита. Ти го кине прст. Не ти ме слушаш. Не знам дали гледачи да ќе приматат, валјда мине веќе ми е прстот. Супер. Воја? Тука си. Кратка пауза со игра може да направиме? Ајде, леле ова не ми го најави. Не ти го најавив, ова беше изненадувањето. Колку те бидува во имитирање на животни за да знам како да се имитирање на сменим. животни? Да, значи ова се слики со животни, јас ги немам видено. А ти треба да го Нашите погодиш. пријатели Pan Print ни ги направија. Јас треба да го погодам. Сега се мислам дали јас да ги имитирам или ти да ги Си ги имитираш. дзиркала преска 100%. Кажи баце, ги немам видено, не знам што се, ги немам отворено. Сакаш ти да ми Добре, имитираш звуци да погодувам или Само звуци или можеме да гестикулирам? Па може со гестикулација, само треба да ми ја држиш сликата некаде напред добро, вака за да видам за што станува збор, ја да пробам да јас да ја држам, не се рече. Чекај, ти држиш, јас треба да ти објаснам за да ти погодиш. Да. Ја ги кажувам правилава у емисија. Шо е наградата, Ивана? Како ме мотивираш? Сакаш емисијава да водиме заедно? Биди тука да тркнам до фаст. Добре, може? Добро, шо е наградата, не ми кажа. Наградата, Ќе ти го објаснам попосле. па не знам, пари да ти дадам, нема. Таксито до дома. Таксито до дома. Ќе те однесам. После имаме подароци за тебе. Така нешто празни раци. Почнуваме? Почнуваме. Ајде. Не, чекајте, требаше и тајмер некој да ми направи. Немаме тајмер. Абе, ќе глумиме дека има тајмер. Добро, Еве, ајде. иде. Сега 3 за Само позор. камера да ми кажат дали ако ја држам овдека сликата ќе може да се снима од камерата? Да, добро. Може? Не, ме превју не може да дзиркам. Ајде. Уи. Свиња. Да, прасе. Жаба. Жаба. Добре. Пчела. Оса. Мула. Пчела, кажа, уствари, кажа. Се заспав. Добро, спушти новото, тајмеров иде. Не. Коњ. Добро. Горила, мајмун. Мајмун? Ама какво? Панда, шимпанз. Панда. Шимпанз. Сечи, шимпанз, го погоди. Панда. Овие се дерат многу. Папагал. Папагал. Добре сум. Да. Се. Како му? Кој Крава? мука? Крава. Ајде, тајмерот! Јајца? Кокошка. Кокошка. Човече, за малце ќе изгубевме. Од думи дека нешто има адреналин, тензија, Знаеш што ми е криво? Специјално за тебе беа направени. Да, овие се специјално за Боја Ба со направени. прасен на фронт пејдж, браво. Кои ти се спонзори? Пан Принт ги направи. Пан Принт, фала многу, ке ве Не, видам. ама не знам, еве, вака може да смениме. Да. Дека јас сакам шимпанза. Да. Ги направиме специјално за тебе. Да имаме играта Не сум сум, не ќе со тебе да играм бидејќи чувствувам дека треба вака нешто интересно, ама криво ми се што не направив повеќе за да се пробаме обратно, веа ние ги имам само А чекај, со што се бават Пан Принт? Со печатење, дизајнирање токму на овие работи. Еве изложбавата манса кога ќе ја прават. Ќе направи тука газдата е тука, одма ќе да спојам само да завршам с ним. Кажи ми, немаме веќе гости, тоа е се? Да се пребројам, чекај. Не, имам уште една. Има? Да. Зашто сакаше да одјавиме емисија? Не сакам да одјавим, ама многу сум нестрплива затоа што некој упорно Желката беше тоа. Тоа, готово, завршивме, уживај, после ќе го вадиме тоа третото. Да. Добре, не ми донесе Жана некоја- нема нозе. Она за да гребе. Леле, сакав да речам, нели ми донесе некоја голема змија. Многу ти убав шалот од кајте. Ова стоп. веќе Воја е... Жана, да. Да. Жана? Да. Жана се вика. Жана е... Да, сори, микрофон, добар. Добар микрофонот? Да. Жана е? Жана е Жана. Не се зезам. Снежа се вика, а она е бурмански пито. Снежа се вика. Да, цело име е Упасоши е Снеже, Снежана. Упасошима?
Па да, они мора да имаат у принцип. Ова е албино питон. Еден од поголемите, у смисла поголемите што може да пораснат. Сега има некои 2 метри, она е уште млада, како се 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 бебиња. Да, зрела е. Така. Девојка. Женско. По принцип една од оние кои што најчесто ме придружува на родендени. Кај животните многу често знаеме да речеме има шоу карактер, има карактер кој што сака да се презентира и кај нив има животни што може да работат со луѓе и што не може да работат. Мислам дека Гето беше многу добар. Он ти е извежбан. Па Он позира. Да. камера. Знаат да бидат, како се вика, знаат животни да бидат и многу зезнати пред камера. Често на YouTube може да видиш оние инциденти. Неќев да гледам, оти знаев дека Да. ќе ми дојдеш на гости. Тоа се колеги кои што буквално сите тие инциденти се случуваат со животни, без разлика дали се снима, дали оди во живо. Тоа многу често се случува и искрено да ти кажам го сметам за успех фактот дека јас мислам дека скоро 20 години. Ја имам 33-4, значи од 13-15 еве ако сум се бавил, значи добри полнолетство, микрофонов тука, да. Тој ќе ти кажа, дека не е тука, како го изгледа жана. Не бе ми го буткаа стално кога сум со животни, само ми даваа знак микрофонот. Ќе пуштиме жана да збори. А ти бил ли никогаш повреден, Боја? Мене ми е драго што никогаш не сум имал инциденти пред камера за да го видат тоа гледачите. Ама си бил така? Имало случаеви, да, кај што најчесто по моја вина или јас сум инсистирал или не знам, еве баш пред да почнеме со снимањето, нели се потсетив на работа во македонска радиотелевизија. Значи така се случи апропо моабетот преска, новинари ме ставија во весник, потоа имав некој прилог за вести на некој од тогаш националните телевизии и така некако одеднаш стана како топ вест, тогаш немаше интернет. И беше како верували или не, овој чува крокодили, иде на школа, регулар гае, влага во автобусе, а вамо чува нели вакви животни откачени и така некако се почна. МТВ тогаш ми понуди, мелите ја спомнав со нејзин многу долги години работевме. Таа беше една од оние кои што своевремено и така време посвети, да, ама и подкрена една таква јавна иницијатива за тоа да се подкрене нели културата на чување на домашни милиници. МТВ подоцна ми понуди да работам со нив во образовната редакција. Тука многу поинакво искуство добив. Еден малце по-технички аспект на целава оваа работа медиуми и некако си се склопив во приказната дека многу лесно можем да работам и со ова како техника и со медиуми и некако така и ми се протна работава цела понатаму. Подоцна почнав да анимирам деца нели по родендени, го имав својот pet shop, многу често работам и како animal handler за одредени снимања, филмови, емисии и слично. Значи оние реклами кога ги гледате кај што не знам куче претрчува, имате... А ти си одговорниот за да, тоа? Да, обично животните се моја... Дома, кај тебе, имате до сега снимано ништо со сите оние животни, бидејќи како мистерија ми е како живееш. Стварно ми е мистерија, онака се обидувам да замислам како изгледа куќата на Боја. Не. Ова ми е креветот, не можете да го видите од сите змии на него. Да, како дете беше повеќе така, сега не е дотолку така. Соработувам со зоолошка градина, дел од животните ги имам и тамо, дел помагам нели за колку што можам за нивните. Често еве и патувам како што рече, поготово после 10 години веќе го немам нели pet shop-от, кој што да речеме ми беше како некое клубче каде ги собирав, ама купуваа луѓе Купува, ама целата состојба во државава, нели, не знам зашто. Не ми е јасно. Го затворив, не. Економската состојба. Дали да дојде да чува, на пример, јас сум тарантула да купам. Па знаеш како 11 години немаше сигурно да го држам заради пувки дуќанов. Заради кој треба тој си функционираше, само што се случи нели економски пад на државава и тука не можам ништо што да променам. А од друга страна и се случи еден инцидент од типот поплава во 2014 која ми го уништи целиот дуќан и за среќа бев со пријатели, иако беше недела, па успеав да ги извадам сите, ама беше така малце драма филмски да ги извадам сите од таа вода. Немав жртви, ама некако ми се скрши целиот филм и кејф за имање и некако така 10 години сменив нова декада во староста и решив да променам некои работи. Заради тоа се случи и Африкан или малце повеќе заштита на животни или уклучување во некои поглобални програми каде работам со нив. И да, многу често сега во последниве години одам по зоолошки градини, бидејќи една од пасиите ми е и тоа
кај нас не е многу познато, нити па е воопшто во категорија работи, се вика animal behaviorism или психолог за животни, ќе му дојде како човек кој што знае да толкува одредени однесувања кај Да, животните. споредиме со ова реалниве шошо и прават као демек мачкава која е немирна кучава, која не, па ги смирува во тој стил. Иако тие се малку филмски направени пред тие. Да, добро, нормално, да. Во интерес на нели комерцијална програма, ама од друга страна животните во зоолошки градини често пати имаат потреба од такви луѓе, значи некогаш знаат да се во депресија, иако вие му давате храна, тој го нема оној драйв на адреналин да лови или можеби да е уплашен, така имаат една констанца во нивно расположение. И сето тоа може да... Не тргам дека ми е страф раката, ама се не знам како да ја стам, за кај да тргне смијава. Ајде вака. Да. Не, стварно не ја тргам, ама не знам како реагира и од таа причина дали во нашата зоолошка, морам да те прашам, сметаш според тебе дека има услови да живеат животниве? Нормално е волко да се стега или? Да, нешто страшно. Па види, нормален голем е питонов па заради тоа. Во последниве години многу пари се потрошија и фино изгледа, културно изгледа. Знам дека и ти беше дел од па, на пар ситуации бев, ама уште не сум во некои најидеални односи со директориве. Секогаш сум, како се вика тоа, опозицијски настроен, да, од другата. Не, се зезам, критична маса сум секогаш. Најдов пред некои 15 на години исто некој истечоси од весника што и тогаш плукам за актуелната власт и сега плукам за актуелната. Само помогни ми од тука за да фатам погоре. Зборот ми беше дека да ја гледам главата кај оди. Да, тоа ти е паметно. Тоа ти е паметна стратегија. Да гледам, сакам главата исто и ја, стално да. Ми тргна вака од позади, не знам дали сум бричена под мишки. Од кај знам што ја привлекува жана. Да не излезе нешто што не треба. Не сум може сакам мирис на мишка, не знам дали ова 24 сати. Жана, немајте молам видија каква е средена. Кабел. Добро се снаоѓам. Каде сакаш да се најдеш себе си за да не претеруваме 10 години, ама за следниве 5 години? Ме погоди сега со прашање. Во принцип некако сватив дека многу сум носталгичен и тешко ми оди она. Многу често патувам и самата рече и некако нонстоп си се враќам, постојано си градам тука некои релации, причини за да ќе излезам ама да се вратам. Ќе поработам недела две, некои тренинзи ќе треба да се направат, пак се враќам. И мислам дека тоа ми е во моментов голема пречка. Инаку Јаме пијачка за жана. Инаку извините, прекинав, ама голем мерак ми се животните во зоолошки градини. Иако се бавев и со она како се вика conservation, fancy е малце да кажеш на запад, се бавам со conservation, бев спасов носорози. Не, глупости. Значи, сакам да чувам животни во зоолошки градини. Zookeeper е тоа што идеалната професија што би значи сакам да давам нега и грижа како би направил магија на животното да се осети нели како што ти реков, природно, да дава нормално однесување, да даде потомок, нели? А при тоа мислам дека ме бива и за да можам да едуцирам публика, тоа што и би требало да биде една од основните цели на зоолошка градина. Многу ми е криво што не најдоа на како се вика на јазик повторно луѓе во зоолошка градина, дури се не на нозите тие ми се едино ништо. Што имаш осигурано. Лила. Цело време те прекинувам, ама дека ние ме дефокусира и претпоставам дека е нормално така кога се разговара да ти гледувам со коментари околу животната. Да, може малку конфузни се гледачи, ама ние осеќаат енергијата. Овдека имам супер енергија, јас барем сум задоволна, не знам. Мислам дека е време да направиме кратка пауза да ги земам подароците. Добро. Затоа што имам подароци за тебе, остани вака со Жана. Се враќам за кратко со подароците. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. Хотел Континентал, во прекрасна градина од внатрешна страна или пак најнова градина со капацитет од 400 гости на предна страна. За свадба подобар избор нема, и внатре и надвор. Хотел си е сепак хотел. Хотел Континентал. Време за подароци. Кафе.
Кондоми или прво ми влегал Кондом. Викам Типа за кондомчиња кондомите има се на врата фатим. и си. Еве ги, ајде. А иначе кафевот сериозно, значи не се зезам, татко ми дома го има. Еве, поздрав за татко Да, ти. фала. Благодарно што го пуштивте воја да го работи ова што го работи. Настина ти преска ми вика, ајде, турим едно кафе. За внуците имаме детско капучино. Браво, да. Чекај да видам што друго ќе ти дадеме. Ќе ти дадеме топла чоколада, сега за ладова веќе. Сладолед да си правиш, има сладолед. Ама не фејкаме, ва стварно ми ги давате. Се замисли, само за пред камера Не, ќе на што китавца, супер све. Ама Фала што најважниот дојде. подарок, плюс и за изложбата ќе ти го ставиме Ацен Панпринт да се договорите, е ова фотографија. Озбилно, не е фотографија, ова е арт више. Добро? Ова е за тебе. Сериозно? Сериозно? Да, Бе, фала. сериозно. Фала. И ова, значи, го прават Панпринт. Добро, фала. Ептен, Се што обавезно. сакаш може да направат на платно, Да. да изгледа вака добра, уметнички. Се надам дека има место некаде кај тебе да се стави. Цени, со цени, како се? Ќе ти средам попуст, го знам фала. човекот. Ќе ти средам за Најако. попуст. Абе, Дали- слушај, така е, што да не се лажеме. Сериозно, таман си реновирав по дома нешто стругав паркети, доматински работи. Што има потреба Ова да ми ги ќе стрugаш ми паркетите дојде- по дома што ти се дешава за да стригаш паркети. Добро, мора од време на време ради Крокодилот комши, ќе ради поминеш, слави, ќе ради да не влезат луѓе, ќе речат што е ова за лошка. Морав така да ова точно ќе ми се уклопи, а имав една идеја да си принтам дел од моите фотографии нарцисоидни и да си ги турам како сеќавање од Африка. Мислам дека ќе ти ги искористам Му спонзориве. давам контакт, Да. средувам одма. Сега Да. имам еден услов, да чекам пак во емисија да ми дојдеш и да договориме и пак да ми носиш нови пријателчиња. Се што имаш? Да. Оти баш сега тоа го спомнав маме, дека сега натаму треба за живот не си правиме емисии. Па зашто да не? Лабаво. Не, ќе имаме сигурно следна причина, се надевам дека ќе дојдеш на изложбава, бидејќи идејата ми е да биде хуманитарна, во смисла да ги продадам сликите Да. кои што ќе ги промовирам тогаш и сакам да си ги има некој по дома за да му текне дека некогаш некој се занимавал со нешто такво, но и парите кои што ќе ги даде да знае дека сме ги испратиле во Датумот одреден ти уште еднаш да потсетиме каде може да дојдат. Неколку пати го одложував заради поплавата, заради инцидентиве овде. Сакав до 4 октомври заради Светски ден за заштита на животни, ама дефинитивно не знам, ќе те информирам Јас ќе ви сигурно. информирам на Шанк на нашата Да. фејсбук страница, ќе објавиме, ќе напишеме така да договорено. Договорено. И Фала во ти на поддршка. меѓувреме, Да. во меѓувреме, децава да те земат за народенден затоа што ваква чиста душа одговара за детски роден ден. Не е искварен човекот уште. Не, многу често на таа тема, демек, зашо не пуштиш бе некој рекламче, нешто тури на Facebook? Значи, не сакам. Родители кои што го чувствуваат тоа дека треба да им го дадат Ќе на те детето, повикат. треба да ме викнат. Значи, не сакам да сум Макдоналдс, не треба да е ова комерцијално и не треба секој да сака животни, не треба секој да чува животни. Тој што сака, ќе го најде начинот. Јас сум тука за да ги поддржам во таа идеја, да им покажам одредени работи, нели како се чуваат, доколку имаат нели доверба во тоа што го правам. И да, понатаму да бидат малку поеколошки свесни за тоа што прават во секојдневието, или да внимаваат да не трошат на премногу луксузни работи кои што мислам дека нема да ја дадат суштината на нивниот живот. Нека излезат во природа, многу полесно тоа ќе го сватат. Нека ги носат децата на кампување, нека ги качат на водно, нека ги однесат на некоја планина. Децата и дека одма ќе си најдат некоја занимација, тогаш ќе сватите една друга суштина на позадината. Не ви требаат скапи игротеки, полиестер. За да имате супер и играчки роден за ден. да имате среќни деца поготово. Ти благодарам уште еднаш Воја за гостувањето. Дами и господа, тоа беше Воја Иванов. Ние за многу кратко завршуваме, останете уште неколку минути со нас. Ти благодарам, Воја. Мислам дека си поминавме феноменално. Воја апсолутно ни ја разубави емисијата со сите негови пријатели или деца, како што сака да каже тој. Мене ми беше супер забавно. Мислам дека треба да ми честитате на храброста и се разбира доколку ви беше добра оваа дружба, повторно да се гледаме и следната недела, а во меѓувреме да се следиме на Шанк со Ивана Наскова. Што ми остана да ве потсетам? Треба да ве потсетам дека ако е време за вашата свадба и ако во овој период од месецот го барате вашето идеално место каде што треба да направите вашата свадба или некоја останата фамилиарна прослава, свеченост, било што, имате поголем избор на нови реновирани сали, за свадба имате две прекрасни градини, каде е моментот за да го кажете со поносното да на вашата избраничка и да прославите.
Епа, моја Македонија, после толку адреналин, мислам дека е редно време да се опуштите со водење љубов. Да, најубавиот начин да се опуштите дефинитивно и мене ќе ми треба после вакви гости во студио. Се шегувам, но не се шегувам кога станува збор за заштитата. Заштитите се, изголемите го вашето уживање додека водите љубов со нашите пријатели кои ви нудат различни избор на вкусови преференции спрема тоа што го барате вие, и да не заборавиме. Се гледаме точно за 7 дена во оригиналното ново издание на Шанк, а во репризите во текот на неделата на Алфа телевизија. Чао!